Почитувани гледачи, добар ден. Денес во рамките на нашата образовна програма, а посебно во рубриката за нашите најмлади гледачи, ќе имаме чест да ви го представиме господинот Блажо, кој што во нашата голема анкета минатата година вие, драги гледачи, го избравте за селјак на годината. Сега ќе го запрашаме господинот Блажо како изгледа еден негов најобичен работен ден. Добар ден. Јас станувам са бајле околу 5 сатот и се напијам на 2-3 ракии. Зимам ги тука одма, вадам ги, пуштам ги на ливата тука да пасат. Они додека пасат, јас се дувам си така со шишто ракија и си пијам од таа ракијата, уште едно 7-8 комада од ракиите ќе испијам. Стоп! И после... Па дајте, мајко му, дајте бе луѓе, дајте малку по концентрација. И немој јеби га тука сега, деца гледаат ова образовна програма, што се овие вулгаризми јеби га. Немој тоа ракија овона. Ти кажеш книги, читам нешто покултивирано да биде. И ти не ми зјапај у камера цело време, где у соговорникот гледај, со него разговараш. Па ја не знам дека сум у кадар веќе. Кадар си како не си. Ајде му уште еднаш. Акција! Селјак на годината. Сега, почитувани гледачи, ќе го запрашаме господинот Блажо како изгледа еден негов најобичен работен ден. Така, јас станувам секој са бајле околу 5 саатот и одма чим ке станам, зимам 3-4 книги ќе ги прочитам и после ги зимам овците, ги пуштам така на изпаше да ода тамо. Овците додека пасат, јас се думам под едно дрво дебело и читам. Читам така едно 7-8 книги ќе прочитам, си читуткам цело време. После тоа пред ручико, кога ќе дојам дома, на брзина пред ручикот ќе прелистам уште едно 3-4 книги. И да ти кажем право, ја и за време на ручико многу сакам да читам. Многу читам, така зимам обично една подебела книга и да може да заспивам бао после ручко. И... Колјо! Колјо! Здраво, Блажо! Еве ме снимат за телевизија тука. Ке частеш после да... По една книга да прочитаме 2. Ќе частам за сите по една книга. И... После тоа дрнувам, кога ќе станам од спиење, обично доаѓа комшијата Перо и тука со него заедно ќе седиме да прочитаме по 3, 4, 5 книги, ќе ги isчитаме пред да одеме у селото тамо. И после се собираме сите тука од цело село, одеме тамо и пред тоа библиотека тука сите и сите тука групно читаме, разбираш. Читаме сите кој кажува кој шо прочитал нешто по-интерес така ако прочитал. И така сите додека читаме, негде околу 10 саато највеќе ќе дојде таа 10 што е библиотекарката и прави фарон да отивише све сме прочитале, нема ништо читале. И ние тука од така зачитани и викаме сега ќе одиме кај комшијата Спасе, затоа што опа има печатница. И таа продолжуваме.